Беше тоа на 13 ноември 1882 година, кога во Кавадарци е роден македонскиот револуционер и војвода Добри Даскалов. Беше борец во четите на Јане Сандански на Христо Чернопеев, делегат на Солунскиот конгрес на Тморо 1903 година, учесник во Илинденското востание, учесник на Прилепскиот подвижен конгрес на Тморо, Народскиот конгрес на Тморо и член на Народната федеративна партија, како и член на незиното централно раководство. Подмолно е убиен во Кавадарци на 20 јуни 1912 година. Беше тоа на 13 ноември 1904 година, кога во селото Зеленич, Леринско, за време на свадбата на свештеникот Ѓорги, околу 70 грчки андарти го нападна селото и убија 13 мажи, жени и деца, само затоа што жителите се откажаа од јурисдикцијата на Цариградската патријаршија и ја прифатија екзархијата. Овој масакар, познат како Зеленичка крвава свадба, е едно од најголемите злоставства на грчките андарти во Македонија. На 13 ноември 1944 година ослободено е Скопје. Околу 500 партизани, од кои 100 жени, учествувале во битките за ослободување на градот. За ослободувањето на Скопје животите ги положија 4654 негови граѓани, од кои 3698 граѓани како жртви на фашистичкиот терор. Во ослободувањето на Скопје учествуваат 12-та, 3-та, 8-та и 16-та македонска бригада, додека градот го бранеа единиците на 22-та гренадирска германска дивизија и делови од 11-та воздухопловна десантна дивизија и други групи од разни единици. На германците при повлекување не им успева целосно минираната железничка станица во Скопје да ја дигнат во воздух, падна само средишниот дел. Исто така, по жестоки борби, било спречено да ја минираат и хидроцентралата Матка. Со помош на ударните групи на местното население, македонската војска успеа да ги разбие балистите и германците и со тоа да ја сочува хидроцентралата како и Скопје од евентуална поплава. На 13 ноември 1959 година во Пишица, Пробиштипско, е роден Хари Костов, прв генерален директор на Комерцијална банка АД Скопје и поранешен министер и премиер на Република Македонија. Беше тоа на 13 ноември 1971 година кога во Скопје, на Кале, е отворена новата зграда на Музеот на современа уметност, подарок од владата на Полска во рамките на солидарната меѓународна помош по земјотресот во Скопје во 1963 година. На 13 ноември 1981 година отворен е Скопскиот железнички јазол, при што беше предаден во употреба новиот транспортен центар. Беше тоа на 13 ноември 1991 година кога фудбалската репрезентација на Југославија го одигра својот последен официјален надпревар. За селекцијата, предводена од Ивица Осим, од првата минута на тој надпревар настапи и нашиот Дарко Панчев, додека Илија Најдовски беше на клупата за резервни фудбалери. На 13 ноември 1994 година во Гостивар е роден Висар Муслиу, македонски професионален фудбалер и репрезентативец. Муслиу бил дел од македонската фудбалска репрезентација до 21 година од 2013 до 2017 година со 12 надпревари. Тој бил дел од првата генерација на Македонија до 21 година која се квалификувала на завршниот турнир. На 13 ноември 2006 година Европската Унија одобри преговори за визни олеснувања за Западен Балкан. 13 ноември е ден на ослободувањето на Скопје и ден на Македонското друштво на ортопеди и трауматолози.